Моје село, Марија Цветковска, село Долно Чарлија. Марија, добар ден. Добар ден и на вас. Нам за многу години празникот. За многу години нека е. Славите цело семејство? Цело семејство и цело село. И цело село? Да. Марија, ти си од Долна Чарлија? Од Долна Чарлија и тука сум мажена исто. Тука си мажена во Долна Чарлија? Да. Пред колку години? Пред 14. Пред 14, вие добро сте помлади. Да. Марија, што можеш да ни кажеш за твоите денови во село Чарлија, како девојче? Уф. Па беа поразлични од новие деца сега. Знаевме да се дружиме, да бидиме на сред село, да си правиме некои игри. Игранки имало ли на вечер? Имало, како не и тоа, како за секој празник имаше игранка, дали во црковната сала, во зависност дали е зимска слава, или на сред село за летните слави. Беше поубаво тогаш или денеска? Па, секоја генерација во својата доба убаво. И наш ни беше тогаш убаво и сега е убаво. Во секоја генерација ќе се потсетат на нешто убаво. Точно. Така ќе да речем? Да. Добро. Денеска, Марија, ти тука живееш во село Долна Чарлија со семејството или? Не, во моментот живееме во Битола, бидејќи јас таму работам, сопругот работи во Скопје, децата ни одат на училиште во Битола. Да, ради потребите морате така. Да. Меѓутоа, многу често сме во Чарлија, имам свекрва која што живее тука, ја посетуваме, исто така и работиме некоја дополнителна дејност преку летото тука. Например, земјоделие? Земјоделие, да. Обработувате доста земја? Па да, негде околу 5 хектари би рекла. Имаме житни култури, имаме сончоглед, тутун исто во летото работиме и одгледуваме пчели. Можете све тоа да постигнете? Па се трудиме некако со малку напор труд. Од се помалку? Да. Со пчелите кој е главен? Сопругот. Сопругот? Да. Па нема што многу добро знаеќе со да се чува пчела. Да, да. И кога произведуваш домашен квалитетен мед, знаеш веќе што јадеш, што конзумираш. Така, земјоделието, сопругот напред, вие по него, така? Точно, двајцата заедно. Двајцата заедно. Да. Сте задоволни од тоа? Од обработка на почвата и така? Да, сме задоволни пошто работиме двајцата сами, колку што можеме толку, меѓутоа да, задоволни сме. Зошто да не? Тоа е. Долно Чарлија е доста богата село. Да. Не само почва, обработливо земјиште, плодна земја и има доста народ. Има да, во преку лето пак ќе речам сите доаѓаме тука и е многу поживо селото, повеќе луѓе и деца, млади, сите доаѓаат да речем да. Е сега, вие сте се запознале во селото, има доста моми и момчиња што тука си се земале меѓу себе, да кажем. Да. Денеска имаме такви примери? Па Помладиве? баш тука не во моментот, ама да, се женат, да речем, имаме доста млади кои си оформуваат семејства и живеат тука така во Чарлија, што е многу битно, не се иселуваат да одат во Битола или во некој друг Што е град. многу битно, не се Да. иселуваат. Не се Остануваат, иселуваат, Чарлија е големо село. Да. Ти благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Моје село, Томе Јанески од село Долна Чарлија. Томе, добар ден. Добар ден, добре додовте Томе Јанески, добро реков? во продолжение Гасако. Гасако. Да, Ако речам Томе Јанески во Долна Чарлија, помалци ќе ме знаат, помалце, а Гасако Иначе- сите те знаат. повеќе ме знаат. И на пошироко. Да, Томе, за многу години денот за да многу ни години на на помош. да не биде. Дај Боже. Господ здравје по луѓето и добра среќа. Од сите мештани што ги прашав денеска, сите велат дека Томе знае да каже за училиштето. Од кога датира, како датира, колку дечиња некогаш, колку денеска и така. Училиштето ни беше порано во близу црквата. Близу црква. Тоа старото училиште, бившото училиште. Со име Гоце Делчев. Гоце Делчев. 50-те години, 51-а, 52-а, имаше и друго соседно село, Горно Чарлија го викаме, тоа е постаро од ова Чарлија. Така. Горно Чарлија, Тоа на постаро картата од Долно Чарлија. Да, тоа на картата постои, ова не. И оттаму иде кога се градеше тие бара, мислам родителите нивни, да се изгради овде училиштето, да му дојде поблизу нив. Така, значи Горна Чарлија, родителите барале на дечињата Да, да се изгради училиште овде, во да. Долна Чарлија. Во Долна Чарлија, на времето имаше многу поплави, многу води. Така, така.
не потиска ова сето, беше белејца зимно. Томе, извини, интересно е да бушиме вода, на колку метра излегува вода? на 5 метри излева, 60. Излегува вода. Значи Ама колку годиш подлабоко, се парна вода појака. Све е вода, да. И така одлучиле од селото, мештаните шевелиме, и од тоа село, да се изгради овде, му се одзедува на овие луѓето нивите, Така. да ги изградат. Му дадо на други места и да изградат училиште. Така. Тоа беше 50-тите години, тоа почнато да се гради, па негде кај 56-та, 57-та Се заврши. беше пуштено во работа. Готово. 2-3 години се работеше и го пуштија во работа пред мојата генерација. Јас не сум многу стар. 49-та година сум роден. Така. Пред мене почна може 1 година, 2 деца да ода или не. Кога дојдовме ние, како првачиња одеки, бевме соседним, сосед горното Чарлија, 115 деца. И учевме и доручек, што велиме предпладне и попладне, како да речам доручек Во или две одручек. смени, во две смени. Во 2 смени истите ученици. Немаше тога учителите овде во ова училиште станова. Тука си седе. Тие што беа наставници, учители. Така. Од таа становите стоат уште позади училиштето. И му има една нива дајано школска, она му оти нема место прво онде. Прво кај што беше изградено училиште. Му одвоило селото на ним, на учителите, да си садат бавчи, житце, прасиња сиране, Да си имаат за нив. кокошки, гуски држе, Така, така. на времето од даскалите. Ние даскали викаме тоа. Така даскали беа. Учите. Така е. Иначе сега учители се. Така е, даскали беа. И ти велам така дека овие учениците, 115 деца беме, 30 оттаму иде. Добро, Томе, да те прашам вака сега. Еве, црквата гледаме доста е средена, дворот, селото доста прилично е уредено. Значи, мештаните се борат за своето село. Да. Да се надеваме дека и ова училиште денен ќе биде полно со дечиња повторно. Не знам да ти кажам правина, не мислам. Дај Боже да биде, ама не мислам. Дај Боже. Дај Боже да биде. Томе, ти благодарам за разговорот. Моje село, Љубе Степановски од Долна Чарлија. Љубе, добар ден. Добар ден. Да си жив и здрав и напомош денот. Фала на помош на кане. За многу За години. години. Цело село слави и Да, Љубе цело. слави. Да, и Љубе слави. Нема што така. Љубе, што години си? 70 години. 70 години. Да, некни напред на 11, први 11. Да ти се множат уште толку. Тоа е. Тука си роден, Љубе, од Долна Чарлија. Тука сум роден, тука мајка ми. Татко ми дома зете од Лопатица горе. Значи татко ти е дојден дома за Да. Долна Чарлија. Да. А дедо, предедо тука се родени. Баба Добро. ми. Имаш деца, женеци, не? Не сум женет. Не си женет, Не, Љубе? бе. Што збори? бе? Нема е греши работата, што не. Како бе не си женет? Така е. Ајде да си жив и здрав. Не сум жив и здрав, тоа е се. Да си жив и здрав. Фала на Со што се бавиш во селото? Со земја? Еве, земјоделие и сточарство. Колку овци имаш? 40. Имаш и повеќе или како? Абе, нема повеќе, ги продадов тие првен, се ушо ви И остана. намали? Да. Добро, од време старите твои, Да, дедот да. и татко, сите со стока Сите се со бавели? овци, да. Имаш многу земја? Немам јас 5 хектари, 20 Да, погодни. 25 хектари земја. 5 хектари А земја. плюс нешто не одработуваш. Не, моето тоа. А како помлад? Како помлад, тогаш не бевме заедничка со брат ми. Имавме Аха, поички. така. Колку браќа сте вие, Љубе? Ние сме бајчки, двајца имаме Австралија, двајца овде сме четворица. Ти си од постариот, најстар? Најмал сум јас. Најмал ти? Да. Па добро, најмалото, најубавото. Најчувеко. Зошто бе, Љубе? Така. Не бе, добро е зошто, све добро. Добро си, тоа е тоа. Добро.
Добро љубе, сега од земјоделието више како сите се жала дека нема така. Абе, нема, само Ама да речеме дека добра почва има, добра земја, Абе, не ни богата. плаќа, не плаќа. Да, берекетот нема цена, така? Да, брикето. Може така да речеме? 10 денари пченица, 8 денари, што е? Да, така. Овде се земи семенски материјал, 35 денари. Така. Баш во берекетот, кога треба, знаеш како да речам, баш кога си највесел, кога си ожнел, Да. тогаш нема цена. Нема цена. Другите додатоци се многу скапи. А Прскање, ѓубрина, така. комбај, орање, нас. А љубе сега цената да речеме на една овца со јагне или јагнето. Абе, сега е... Има цена? Чисто, пример, со јагне, најдеки, брачене, 800 евра и горе, може да би да ти бара. Така? Да. Така, ако се убе Не е овце. баш лоша цена тоа. Абе, не е лошо, ма тешко се продава. Тешко се дали кој е тој што И ќе ти не, даде. и кој ќе земи. Да, и кој ќе иземи. Да, кој ќе купи. Што не ќе никој да чува, така? Не, тоа не е по предвид. Некогаш било благодет од Бога да имаш овци. Кажи, љубе. На времето, да јас не знам, помислам по другите генерации, Да. не дека и 40-та, таму 38, ако е овчар, он ќе го женеле. Така? Да, Зашто најдоходовен бил? најдуховен, Овчар јак. Се многу раскашаме двега. Јако не зошто, па добро бе љубе, шо сега, шо? Ма така било, нели е така? Така. Сега овчар не можеш да најдеш. Не можеш А сега. тоа време, додуше тоа време секој си чувал за себе, да речеме. Сега е овчар подценет, а и на овчар да помане. Да. Тоа е таа. Така. Добро љубе, ти благодарам да си жив и Нема здрав и грешка. да се видиме пак. Пак ќе се видиме. Мое село. Елена Ристевска од село Долно Чарлие. Елена, добар ден. Добар ден. Најнапред за многу години празник. За многу години да биде напомош денот. Елена, ти си родена во село Долно Чарлие? Да, родена сум в село Долно Чарлија, тука живеам. Тука исто сум мажена пред 20 години. За момчето од Долна Чарлие. За момчето Долно Чарлија. Така? Пеце, шеф, Ајде да го валеше поздравиме фурната. Пеце. Поздрав до Пеце, Си фурнаджијата. имате дечиња, Да, имаме 2 дечиња. да ви се живи и здрави. Фала. Со што се бавите во село Долна Чарлие? Во село Долно Чарлија се бавиме моментално со тутун. Значи садиме негде 20 декари од прилика. Како главна гранка. Како главна гранка на цело семејство, го работиме фамилиарно со свекор ми, свекрва ми, девер ми и децата помагат, ама Така. кога се слободни, Ама важно се работи. да, се работи. Елена, на времето се жалеа од тутуна дека нема цена. Денеска? Денеска да не се жалиме, значи на вистина е добро платена цената, се вистина е мачен тутун, ама е солидно платен. Така, мачна Значи, работа да, е. мачна работа е. Го нижете како некогаш на рака или? Не, го нижиме Се- машински, да, машински садење, нижење се е машински, значи со тоа Некако немаме проблем. отпорано, многу е упростена работата да се обработува тутунот. Да, ама Машини за ова, машини за она. Поке, да, повеќе со машини се работи. Значи порано сме го саделе на рака и на рака сме имала садено, сме саделе со месеци, Со пример твоите, месец и уште пол. како девојче си работела Да, со баба ми, дедо ми сум работела тука во селото, пошто моите родители беа починати, помлади. Така? И беше помачен, значи, за работа. Се како што иде овие неколку години е полесен за работа. Да, има Значи, повеќе се е машини. машински, да. Се е машински, побрзо Точно. оди и така. Да. Елена, значи ти се одлучи за оваа гранка уште како дете, судбината те натерала да речеме да ја Па веќе- владееш таа гранка. Да, па веќе 30 години веќе работам со Ја тутун од владееш. дете. Да. Така, ќе продолжиш и понатака со тутун или како? Па се надеваме, да. Освен Дури тутунот, што друго работиме? Освен тутун работиме, садиме до душа за прихрана, пипер, Тоа све е компири, за тоа ваши си е за потреби. наши потреби, да. И плюс што си одиме на работа, Да, и вработени И сте така. вработени сме, Па да. добро, може да се рече дека ќе се екзистира, не? да, точно. Поготово тутунот денеска е на добра цена. Па да речеме дека е на солидна цена. Елена, сега да те прашам нешто друго.
како девојче во селото, ти во твое време, беше богато со девојки, со момчиња и така? Да, многу имавме другари, другарки, селото беше премногу весело, значи со млади, корзони беше ова шеталиште што го велиме едно време. Ни сред село. Сред село, да, со музики, значи преаго беше селото, беше премногу богато со млади. Тоа е негде 20 години пред. Па има, 20 има. Денеска? Денеска, нажалост, многу млади се исцелија надвор. Ете, ти си се омажила во ова село. Твоите деца утре? Мислам дека тука би останало да остана тука. Да, Убаво желбата. би било, желбата нивна, да, тоа е нивна желба. Ама Никогаш. мислам дека никогаш нема да го напушта селото, колку и да се Така е, така. кај да бидат, пример, да живеат, мислам дека тука нема да го напуштат селото, родната да. грудка. Да. Елена, ти благодарам за разговорот. Моje село, Димче Цветковски од село Долна Чарлија. Димче, добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до цело село и голем празник е денеска. Нека ние за Поздрав многу до цела Македонија, нека ние за многу години празник кои сите што слават Митров ден. Еве на сите димчевци му го честитам денешното име и празник. Не само Димче Могилче, имаме и Димче Могилче. Од Чарлија. Чарлија, да. Димче, твојата главна гранка е Мојата главна гранка е одледување на мозни крави. возни крави. Да. Јас сум фармер, произведувам млеко. Целата количина на ја откупа Бимилк Битола. Димче, ти си роден во ова село. Да. Твоите дедо, татко, баба чувале стока? Моите, значи, првата крава ја купиле кога сум се родил јас. Така? Јас, како што сум бака бабачко, сум пил многу млеко. Да. И во тогашно време ретки биле кравите во Чарлија, требало да оди од куќа на куќа да се бара млеко, па решиле да купат една крава. Од една крава, еве во овие 35 години го направивме цело стадо крави. И се занимаваме и работиме со нив. Главна дејност не е одледување на крави и дополнително обработуваме земја за нив за храна да произведиме. Со кравите вадиш млеко, Да. телиња, Телињата, женски телиња претежно вадиме, машки да ги продаваме, Така, ма не така. чуваме за тов, женските за обнова. за обнова на стадото и така. Добро, сега е денешно време, не ти треба да кравар да име да ги пасе по полето. Ги пушташ? Ние не ги пуштаме кравите, кај да се шталски кравите. Значи, се е врзано на јасла, дел се пуштени. Во тек сме на изградба на фармата, сега моментално градиме, за скоро време ќе биде се пуштен систем. И со Господ напред одиме Добро, Димче, купуваш храна или произведуваш? Значи 70% негде, од 60 до 70% ја произведуваме храната, 40% купуваме. Тоа е добар принос, Димче. Да. Значи, ти здраво си се фатил? Здраво сме фатени за работа. Релативно млад човек, меѓутоа сериозен. Тоа е, мора нешто да Димче, се работи. женет си? Женет сум, да. Имаш дечиња, сопруга? Имам 2 дечиња и сопруга. Да ти се живи и здрави. Фала и вие да сте здрави и живи. Колку земја обработуваш? 50 хектари. 50 хектари. Да. Како постигнуваш сето тоа? Како постигнувам, не можам сам. Значи имам родител, татко ми е најголемата помош. Најголема Без татко ми не можам да функционирам. Како се вели народната, синко ти пред мене, ја по тебе. Така е. Е баш така. Да, Диме. дел плаќаме работници кој е сезоната Така. и мора да се работи. Имаш механизација своја? Имам механизација 100%. Све што ти е Се што е потребно за еден земјоделец, ја имам на располагање цела механизација. Добро, Димче, да кажеме вака, си задоволен од цената на млекото денес? Од цената на млекото никогаш не е фармерот задоволен, Никогаш. никогаш не, секогаш бараме ние поќе. Така. Тие нудат помалци, ние бараме поќе и од година на година работиме се поќе и поќе. Све повеќе и повеќе, а Так. цената како оди? Цената е моментално околу 30 денари за литар. Не Плюс задоволува? субвенција. Не задоволува, мора Тоа е. да нешто да се работи. Мора нешто да се направи. Да, ние сме се фатиле на таа работа, имаме многу вложено и голема инвестиција во фармата и во помошните објекти и нема враќање назад. Нема назад. Да, Само ако се напред. фатиш наурок ќе играш. Нема друго димне. Да.
Диме, ти пожелувам добра иднина, навистина си сериозен човек, млад човек и не отстапуваш од работа. Да, фала ви многу што дојдовте, што ме посетивте. Ги поздравувам сите фармери во Република Македонија да одат напред, да не се плашат, значи да го обновуваат своето стадо. Потребно му е храна на државата и на светско ниво. Ево апел ќе допре до сите фармери. Да, Поздрав, мое село. поздрав. Мое село, Панде Цветковски, Долна Чарлија. Панде, добар ден. Добар ден, добро ни дојдовте. Поздрав до село Долна Чарлија и нека е за многу години денот. За многу години дено и поздрав до сите од телевизија. Фала ти, Панде. Освен како добар сточар и земјоделец, се бавиш и со коњи. Да, со коњи се бавам од негде од 92 и 3 година, а како мал имавме коњи, чувавме и Така. превозно средство беше Така. на времето, ме носеше со часата битова. Така, ама Панде, Ме земаше постојано, значи со него. се вели кој нема коњ како сега да нема школа. Така е. Така беше? Да. Штом немаш коњ како да немаш кола. Тоа е. Ако имаш два, веколи. И така настана љубовта. После 76-та негде ја продадоа, татко ме продаде кобилата, немаше, зимавме кола. Так, так. Повторно и се врати, значи 92-та и 3-та сега. Не знам баш точно битно, годината, не е меѓутоа Не е битно. тогаш љубовта и остаја што се заљуби и сино. Ајде, И синове. Ти, Пецка, да појдеш во 12 сато, значи ноќе да тргнеш од тука за Скопје по коњ, дали е то љубов, кажи? Има поголема љубов. Повеќе од љубов. Да. Повеќе од љубов, да. И затоа ти викам, тој е презаљубено. Добро, со коњеве што, дали ги чуваш чисто онака од љубов, ништо друго, не работиш со нив. Коњите не се ни вјанати, ни спрегнати. Така? кажу. И да тука само јадат, и вака излегва мацета. Ајде, здравје Боже, внуците ќе ги подјаваат некој ден. Па може, имаме тука, не знам дали ја видовте, една количка, значи специјална за Така. коли, поголема од чеза, значи чезите, не? Да. И имаме пајтон. Одлично. Меѓутоа не можеме да ги спремиме. Не, немаме пајтонџија. Да, пајтонџија, да. Така Да, ли? Да. Добро, пајтонот од кога ти е? Купен ти или го правиш Го ти? купете. Купен е, да. И то иде кавадарци, не знам, од таму негде го знаеш. Ова другото од тетово мислам го Добро, зеде. не е битно. Да. Панде, со овие два коња, планираш да го зголемиш стадото или како? Да ти кажам право, планиравме. Ај, Со здраве. овој изедовме на куќа купивме. Ајде, И иде. има таму две простори за коњите. Планираме тоа да ти кажам. Ајде, нека е здравје, само и да се оствари тоа. Обично старите велат дека ако сакаш да купиш коња, немаш пари, купи една кобила. Па кобилата носиш древе, па другото древе и така ја правиш ергела. Едно по едно, нели така? Така е. Поправо, јас сум воскитен да ти кажам, кој ќе го гледам, има еден од Хрватска. Да. Со коњи штал, многу ги гледам, значи преку босанска телевизија, не знам која е та. Не е Некој е, битно, да. важно, човек лав да му е. Така. И за коњите, и ранач, и, Так. и љубител, сите. Така. Сите. Вела дека човекот е, коњот е човек. И мечката е човек. По старите порано веле кај што коњ ќе се напие вода. Збориме за планина и така натаму, слободно напи се. Чисти се многу. Да, коњот Поправо. доматно не Многу чист, значи коњо е многу чист. Така. Љубе, како оди земјоделието? Земјоделието е тешка работа. И нема во земјоделието лесна работа, меѓутоа се живи. Се живе. Да. Си задоволен. Да.
Па мора да биде, нема што друго. И од кравите јас ке се тешка работа, обавез знае 24 сати и обрзуваш, меѓутоа живееме. Напорно, Да. меѓутоа се живе, да. Постигнавме нешто. Немавме ништо со Така. со жената, ти кажам. И Па да, како и секој еден во ама како ако не одеа ти години. помага жената, ништо. Да. Жената ти помага, силен си. Не ти помага жена, не си. Како вели народот, мажот е стубот, ама жената е вратот, така? Да. Добро, поздрав и до твојата сопруга. И Фала. беше мило Фала што многу, разговаравме, фала. ти благодарам. Мое село, почитувани, се наоѓаме во домот на Елена и Димче Цветковски. Вечерва е Митровден и голема благодарност до нив како домакини. Димче, нека ти е за многу години денот. За многу години да се празниците, напомош да ни е денот, фала што дојдовте, што не посетивте, што ни го снимивте нашето село. Голема благодарност до вас, до сите гледачи што ќе не гледаат. Диме, ова што заличи масата е заслуга на Елена Цветковска, така Елена? Така, Благодарност и до тебе за оваа пригода. благодарам. Навистина спремено од се срце. Да. Ова успеа све сама да го припремиш за вечер или како? Не, со помош на свекрвата. Со помош на свекрвата. Да. Па ова можам да признам прв пат да чуем снаа да пофали свекрва. Да. Така. Добро. Чкопанде, Цветковски, презимето. Од каде го влече корените или претходно како беше? Нашата фамилија е потекло од Трап и тие се преселиле во Чарлија и позната е како Пченкарковски. Значи претходно била Пченкарковски. Да. Не познати по надимак Пченкарковски. Оти тие на времето не знаеле да рунат овие пченка, него со стапој е чукале ченката. И тие само знаеле, тие можеле, другите не. И по тоа се познати како Пченкарковци. Како иноватори во Чарли. Иноватори во Чарли. Да. Добро, ајде да наздравиме, да ни е за многу години денот. На помош. На здравје. Здрави, живи си. Почитувани, тука негде и крајот на вториот дел од селот Долно Чарлија. Елена, пошто Дамјан не сака да не дружи, да му испееме една песна. Кога ке те жениме, тебе ще до Дамјане. Кога ке те жениме, тебе ще до Дамјане. Тако ке ти направи, свадбата се памети. Тако ке ти направи, свадбата се памети. Целата румелиска земја ќе ја поканам. Целата румелиска земја се досолуна. Гостија сме броени, браќа се македонци. Гостија сме броени, браќа се македонци. Здравје Боже Дамјане, жив и здрав да пораснеш. Голем јунак комита, гордост чедо таткова. На мајка ти личе, на татко јунак голем. Да станеш ти сине, горд и здрав македонец. На мајка ти личе, на татко јунак голем. Да станеш ти сине, горд и здрав македонец. Na tako junak golem, da staneš ti sine, pravi gor Makedonec.